Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова Телма амбуланта. Ке секого може да се појави крв во урината, но некои проблеми се во корелација само со машкиот пол, како што се нарушувањето со здравието на простатата или ризикот за рак на мочниот меур. Многу е важно крвта во урината како симптом да не се игнорира и веднаш да се побара лекарски преглед за здравствените проблеми на кои укажува крвта во урината кај мажите и потребата од редовни уролошки прегледи. Во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Скендер Саиди, уролог. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност и вие да поставите прашање во програма. Останете на Телма. Крв во урината кај мажи, што понатаму? Тоа е прашањето во денешната Телма амбуланта што ќе му го упатиме на професор доктор Скендер Саиди, уролог од Универзитетската клиника за урологија, претседател на Македонското здружение по урологија. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Ќе се заблагодарувам и во име на здружението, Македонското здружение по урологија, што се вклучувате во едукацијата на популацијата, како и по повод оваа светската кампања Movember. Така, тоа е, да. Со кое што се одбележува всушност машкото здравје. Машкото здравје, да, дека да се подигне свеста и совеста за зачувување на машкото здравје. Професор, ќе започнеме од тоа како изгледа урината во која што има крв. Дали секогаш е видливо црвеникавото обојување? Дали е секогаш тоа видливо со голо око? Нормалната урина е лесно жолтеникава. Нормалната урина. Бојата зависи стално од како е идриран самиот човек. Ако е нормално идриран, има слаба жолтеникава боја. Ако е концентрирана, да му фали вода, течности да му фалат во телото, тоа ќе биде поконцентрирана и пожолтеникава. И обратно, ако е гиперидриран, дека пие многу течности, тоа е као безбојна. Сега во вашето прашање дека како е со хематурија. Прво, добро е да се објасни што е по дефиниција хематурија. Хематурија е присуство на крв во урина. Тоа се означува со присуство на еритроцити. И во светот, сега имаме овие гадлајните, што се светски водичи, што ни укажуваат дека присуство на 3 еритроцити во едно поле, микроскопско поле, се нарекува хематурија. Во вид, во однос, дали можеме да го детектираме со голо око или со инструмент, тоа со микроскоп, овие хематуриите обично ги делиме ние медицински. Ги делиме на микроематури, што не ги гледаме со голо око, и на макроематури, што ги гледаме со голо око. Првите не може да ги откријат пациентите. Така, бидејќи нема никаква промена. Не се гледаат и немаат никој знак, не е како знак дека се случува нешто. Да, се случува нешто. Додека кај макроематуриите е малку еден знак што малку се зема кај народот дека е паничен. И стварат обично паника, дека имам крв, колку сум искрварел, што е тоа, и обично се јавуваат во овие итните служби или на урологија, клиниката за урологија, испаничени, исплашени. Зашто имаат крв. А може ли некој црвеникавото пребојување на урината да не биде последица на крв, туку од некоја храна што се исконзумирала? Секако може тоа. Бидејќи сите овие пигментозни или бојадисани храни, тие треба да излегуваат од телото некако. И најобично излегуваат или преку црниот дроб или претежно со урина. Так, цвеклото знае да пребои. Цвеклото, да. Беровницата може, цвеклото може, каротенот исто така. Морковот, значи. Да, може да даде. Така, некако пребојување. А дали е sejedno, дали урината дали крвта во урината ќе се забележи во почетниот млаз, при мокрењето, за време на целото уринирање или пак на крајот? Ќе капна, да речеме, 2-3 капки. Тоа е малку вака, не е многу битен знак или битен податок за пациентите. Тоа е малку побитен знак за докторите, за лекарите и за уролозите. Зашто? Со времето на појавување, што е поврзано со самиот акт на уринирање, можеме ние да предпоставиме
дека во кое ниво е крвта. Ова причината за крварење. Каде излегува, например, крвта од крвниот систем, од садовите. И затоа, например, ќе се знае ако е во почетниот дел, тоа е се вика примарна хематурија и тоа е од вратот па надоле, во долниот уринарен тракт, во уретрата. Во надворешниот мочен канал. Од мочниот меур што води од мочниот канал па до надвор. Кога е целосната хематурија може од вратот на мочниот канал па до бубреците. Зашто? Не може да знаеме ние лев бубрек, лев канал, десен бубрек, десет канал. Зашто? Мочниот меур е резервоар. Се вкупната количина на урина што се лачи од двата бубрега ќе се склади во мочниот меур и се меша. И затоа, например, нема да знаеме ние, од уретерот или десниот бубрек или од левиот бубрек. Не може да се процени во тој случај. Не може да се процени. А доколку се забележат неколку капки крв по завршувањето на уринирањето, дали тоа значи дека хематурија или не е? Да, хематурија, и тоа е хематурија. Тоа поќе ќе се деси при контракција на мочниот меур. Фактички е испразнето, таму сигурно има микрохематурија, тоа е да се забележи со инструмент, со микроскоп, не може пациентот да процени за тоа и само ќе го процени тоа што го гледа. И фактички кога ќе се контрактира мочниот меур, тек тогаш излегуваат некои поконцентрирани капки на урина што е со крв и се гледа како хематурија. Тоа ќе се деси или камен на мочен меур, тумори на мочен меур. Обично тоа е поврзано со мочниот меур. Со мочниот меур. А дали некогаш овој проблем може биде поврзан и со одредени лекови кои што влијаат на густината на крвта? Секако тоа. Секако со лекови дека влијаат. Овие антикоагуланси, антиагрегатни, аспирини. А често се пие аспирино, така? Аспиринот се пие, али може да имат хематурија што е поврзано со лекови. Само што ние не смееме као лекари ова крварењето стално дека пие пациентот аспирин или пие синком или некои други лекови што се за коагулација, тебе ти од лекови. Лековите ќе останат као причина на крај. Прво ние треба да ги направиме испитувањата, да исклучиме дека што можеме да исклучиме. Што посериозно стои во позадина. Посериозно, па тек после ќе остане од лекови. Зашто? Од лекови има институција трансфузиологија, хематологија, што ќе можат врз основа на некои податоци, параметри, да претпоставуваат дека од лековите. И оние не можат апсолутно да кажат од лекоте. Само да претпоставуваат можат. А може ли ако мажот биде претерано физички активен, ако интензивно спортува, да забележи понекогаш промена во урината, некакво бојување со крв? Вака, има некои вродени, како да ви кажувам, аномалии, некои промени, што можат да бидат поврзани со физичката активност. Тие обично одат со микрохематурии. Но тоа е ретко. Ама кај нив лесно се додиагностицира, ќе се земе ова урина за анализа во различни времиња, дневни времиња. Ќе се земе сабелето, например, немал активност, дали има хематурија, после ќе има физичка активност, па повторно се зема, на крај после падне ќе одмара и ќе се забележи и ќе се одреди дали е поврзано со физичката активност, хематуријата. Ова е еден тест. Тоа не е ни скап, само е логичен тест. Сега пак лекарот ќе треба добро да се размисли што е како е. А дали е поопасна безболната хематурија или хематуријата со болка, односно ако има крв во урината и нема болка, дали е тоа поопасно од онаа која што е проследена со болка? Вака сега. Со болка, хематурија, фактички болката како настанува механизмот е дека треба нешто да се растегне. Да се растегне. Добра. И тоа итно, вака акутно растегнување. Тоа боли. Камена во каналот ќе боли, зашто се растегнува ова уретерот. Почвоводот, што е од мочниот меур до бешика. И оние имаат, например, бубрежна болка.
и тогаш кога ќе има болка и хематурија, ќе се испаничат пациентите и за болка и за крв, али ние не сме испаничени. Зашто? Ќе го објасниме тоа дека е поврзано со бубрегот и ќе правиме анализи. Затоа, безболната урина е поврзано обично со малигните заболувања. Зашто? Малигните заболувања не почнуваат за 10 минути. Не е тоа акутно растегнување. Тоа има едно хронично растегнување што ќе му треба време. Зашто расте полека, ќе расте и ќе одземе одредено место, па ќе крвари, веќе тие рецепторите за болка се навикнати и пациентот нема болка. И затоа безболна хематурија и макрохематурија, тоа што се гледа со видливо со голо око, видливо со голо око, пребоена урина. Не смееме ние да ги препуштиме. Дека е од лекови, да, некоја инфекција, да, или некоја друга причина. Лекарот има обврска, мандаторно му е да исклучи прво малигно. Не треба луѓето да се плашат од овој разговор наш. Ова треба да биде едукативно. Зашто кога знаеме диагноза, ние не се плашиме лекарите. Кога не знаеме, се плашиме. Така. Да. Сега што е? Клучно за успешно лекување, поставување на точна диагноза. Треба да знаеме што е. Па и во општеството, ако не ја знаеме причината, дали можеме да ги поправиме работите? Така, причинско последично ако затвораме очи, ќе биде уште пообербат. Секоја работа ќе се влоши. Сега каде ќе почне целата диагностика? Пациентот со крварење треба да се јави кај матичен лекар. Овде има клучна улога. Матичниот лекар треба да ги направи некои испитувања. Не да кажува дека да, ништо од инфекција. Ќе земе анализи. Ако има макрохематурија, одма работи, прва работна диагноза ќе му биде малигна. Ако нешто потврдил микрохематурија, присуство на некои еритроцити, он треба да го повтори тестот. Зашто? Сите амбуланти сега имаат тестови што се стрип тестови. Со лентичка. Со лентички. Лентичките се многу осетливи на крвта, на еритроцити. Тие се позитивни и на еден еритроцит. Дефиницијата е над 3, над 4. Така. И фактички ние ќе имаме околу 60% позитивни резултати за микрохематурија. Лажно позитивни се тие? Лажно позитивни. И тие треба што да се повторуваат, дали секој ден, или може и истиот ден ќе се повторуваат, и да се повтори со микроскоп. Значи да се види во видното поле со микроскоп. Фактички микрохематуриите што ќе има на тест траки, треба да се потврдат со микроскоп. Кога има микроскоп, сега дека има крв, еднаш да има крв, нема да ги затвори овие очите. И да кажува, најверојатно ти е од инфекција. Ќе направи за инфекција уринокултура. Уринокултура, ако не е негативно, ако е негативно стерилно, да, е стерилно. Ќе бара за малигно. Ама ако искочи инфекција, дека има бактерии, пак не треба да се излаже, најдовме ние причина. Тоа може да биде некоја копричина. Така. Може контаминација да биде? И контаминација може, има све, некои моменти што може да бидат со бактериите, ама не треба да се објасни и да се заклучи дека инфекцијата било причина за крв. Ќе треба он да го лечи, да ја лечи инфекцијата, али диагностиката оди понатамо. Која е диагностиката? Едноставна диагностика, ултрасонографија. Ехото. А што е ехото? Е радиолошка метода, не употребува зрачење. Ефтина метода, лесно се учи, може да го употреби неколку пати, не дека еднаш пак ќе го зрачиме, па не смееме повтор пат. И обично 65-70% на промени, на малигни промени се детектират на ехо. Како рековте, 65 до 70%? 70%. Па тоа е солидно. Солиден. Сега што е? Треба да пазат да биде полномочниот меур. Полна бешиката, нели? Полна бешиката е. Мощниот меур треба да биде полн, зашто тогаш може да се гледа. Сега овде имаме еден друг куштус во цела Македонија.
ние праќаме, матичните доктори праќаат кај ултрасонографистите, тие може да бидат уролози, може да интернисти, доктори, радиолози, и ќе ти даваат резултат, мочниот меур е празен. Ништо, као да не се му направи леко. Значи треба да дојдат подготвени на преглед. Подготвени, саат и пол не треба да уринира. И предпоставам дека треба да пијат повеќе течности. Течности, да, 2 чаши, 3 чаши, на пример, вода. Седнош каква течност или најдобро е нешто што е диуретик? Било што. Добро. Само Значи, течност да биде. Вода е најдобро, ете. Вода да е, да. Составот на сите течности, пак водата е. вода. Да, вода. Така кога ќе влезе во тело, ќе се излачи. За сат време ние ќе имаме 150-200 мл. Со 200 мл се прави солидно ултрасонографија. Значи, доколку е празна мочниот меур, нема да бидат видливи промените. Не е валиден. Тоа е као помножено со нула. За интерпретација на мочниот меур. Така. Не за бубрек. За мочниот меур. Затоа ова ќе мора да како да ви кажувам, по совеста на сите лекари и тие што гледаат, да не даваат извештаи, мочниот меур е празен. Ако е мочниот меур празен, не може да се повтори. Така. Ќе пие во амбуланта. Пациентот ќе се напие течност и потоа ќе се врати пак за ќе час се врати и половина. па може да чека и во амбуланта. Така. И да се направи. Кога ќе се направи ултрасонографија со матичниот доктор, ќе се опише да има сомнителен тумор. Веќе завршил професионално матичниот доктор. Е прав матичен добар доктор. Ќе го упати до уролог. После тоа е работа на урологот. Ако видел ехо, видено е на ехо, поставено е сомнение на ехо, ќе треба да продолжи со цистоскопија. Цистоскопијата е мандаторна метода, златна метода на потврдување. Што е тоа цистоскопија? Може ли да ни објасните? Цистоскопијата е една метода, е една инвазивна метода, диагностичка метода. Се влегува преку надворешниот мочен канал, се усмерува светлото од надвор до мочниот меур и имаме стика, повратна стика, што ќе го гледаме директно на око или преку други инструменти. Претпоставам дека е прилично непријатен. Е непријатен. Преглед се прави со анестезија или не? Може да се направи и со анестезија, и со, например, ако малку по-педантно, да се оди полека, се дава анестезија локално, лекално, е издржлива болката. Така. Подобро е пак, кога ќе речеме, со некоја анестезија, некоја површна анестезија. Сега ние како правиме анестезија? Ние ги правиме без анестезија. Без анестезија? Без анестезија. Ама на фреквенцијата не ни дозволува. Не дека ние, тоа е со анестезија и подобро и за докторот. Така и за Да пациентот. има, зашто ќе има некоја седација, ќе има седација, нема да има болка, ќе биде смирена со болката со аналгетици, со седација, ќе биде смирено и психички. Така и, например, и ние ќе гледаме многу полесно, а и колку време ни треба. Али фреквенцијата не ни дозволува. Колку има вакви? Па, например, ние имаме во на клиника за урологија, имаме 10, 12, 14 интервенции дневно. И 14 интервенции дневно, ако земеме по 15 минути да трае, тие ќе целото работно време се троши. Зашто? Пациентот треба да се облече, да се соблече. Океј? Па треба инструментите да се стерилизираат. Така. Па ајде ние имаме неколку овие инструменти. Имаме по 3, 4 или 5 комплети на инструменти, али пак временски не се стига. Кај некој ќе биде полесно 5, кај некој ќе биде 30. Се случува пациентите да се откажат од ова диагностичка интервенција токму поради отсуството на анестезијата и стравот, стресот од се случува, само што со нив разговараме. Ние дека како е, што е и да ви кажувам, кај мене ретко се случува. Дали не и прифаќаат пациентите. Прифаќаат пациентите. Дали сега брчките ги го прават своето, например, кој ќе ги гледаш. Така, искуството. Да, искуството и така. И прифаќаат. Обично колку време трае интервенцијата? Може да трае и 3 минути, може да трае. А може да биде многу може кратко. Може и 10 минути. Кај жените не треба анестезија.
Кратка е уретрата. Пократка е. Кај мажите треба анестезија. Ако одиме со тие тврдите, ригидните инструменти, ние имаме сега, светската урологија има флексибилни инструменти. Тие што се адаптираат во овие природните кривини на уретра. Има и такви инструменти. Само што тие добро прегледност ни даваат, многу се комфортни за пациентот, имаат некои мани. Кои се маните? Дека не можеме толку големо испирање да направиме, да внесеме поголема количина на течност. Ако има крв внатре и коагулуми, не можеме да ги извадиме. Значи со ова постапка што си ги вадите? Флексибилната само може да гледа. А со другите можеме да гледаме, не, од интервенции само можеме да го исчистиме, например, ако има коагулуми внатре, што ни пречат на визуализација, на гледање, ќе го испереме и ќе ни биде појасно. Биопсија може да се земе на овој начин? Биопсија може да се земе, дали се препорачува не. Зошто? Тоа е кај нас малку различно од другите професии. Зашто не се зема, обично не земаме биопсија? Бидејќи кај нас има друга метода, што е пак ендоскопски, минимално инвазивни, што се вика трансуретална ресекција. Тоа влегуваме пак преку истиот канал со друг тип на инструменти, што правиме и цистоскопија и можеме да го тргнеме, да ја тргнеме промената, туморот. И фактички ние сме направиле и диагноза дека да, туморот е толкава број, толкава големина во оваа позиција. Ќе го имаме. Али ќе го тргнеме и туморот. Ние ги обично се тргаат тие туморите на парчиња. Па ќе ставаме, ќе го однесеме на патологија. Сега има некои други техники што на пример помали тумори ги ваѓаме туморите од коренот. Со све дел од зидот на мочниот меор. Али тоа бара малку и техники, и познавање, и искуство од хирургот и се праќаат ови. И затоа не правиме ние биопсија, зашто веќе има материјал. Со едно гледање, две работи сме завршиле. И терапевтски, и диагностички. И сме го опишале туморот, сме го пронашле туморот и сме потврдиле дека е ваков тип. Таму има улога патологот. После патологот не го фаќа. Ќе даде опис конкретен за што се работи. Патологот. Сега патологот нас што ни дава, ние сме го однеле материјалот и он ќе ни пишува еве ова. Врз основа на тоа пак пациентот доаѓа во, како да ви речем, во една купа. И според наодот ние ги делиме во две групи. Зависи до каде е продорот и каков тип. Треба да знаеме, туморите имаат, сите тумори во човечкото тело, во медицината, имаат две карактеристики. Првата карактеристика е колку е злочуден. Злочуден колку е малиген, колку е агресивен? Колку е агресивноста. И имало од 74 година поделба и од 2006 година 2004 на 3 групи G1, G2, G3, што биле тие многу лошо диференцирани, новата има некои други на low grade, high grade ги делат. И сега, ние знаеме дека колку е агресивен туморот. Ама другата карактеристика е докаде отишол колку длабоко навлекол злото. Не, злото што го направи. Тоа е исто како во општеството. Има човек е зло и ќе кажуваме да, многу е лош. Ама тоа е лош, треба со делата да ги кажуваме. Да, толку направил зли работи. И кај туморот ќе кажуваме да, туморот навлегол до овде. До овој дел на стојот, издегол од мочниот меур. Или толку бил лош дека се проширил на други места, метастази. И затоа е ова втората карактеристика, стадиумот ние го нарекуваме во медицината. Стадиумот ТНМ стадиумот, тоа е најсовремената класификација и кажуваме да, влегол до овде и до овие жлезди или до овие органи е проширен. Доаѓаат овие наодите и ние има правило што многу ни помага. Препораките на Европската асоциација на уролози, на Американската асоциација на уролози,
нас ни е многу олеснета работата. Нема ние што да мислиме, како да постапиме. Си има строго поставени протоколи. Имаме, отвараме книга и фактички вика, да, до овде вака се постапува. Од овој стадиум вака се постапува. И многу ни олеснене работа. И сите, например, стандардизирано е. Не е дека германецот вака ќе лекува, или во Македонија вака ќе лекува. Не, сите лекуваме исто. Правилата ни се и целите ни се исти. Ги има сите лекови современи кај нас, има имунотерапија која што да речеме дава резултат кај оваа болест. Конкретно зборуваме за рак на мочниот меур. Мочниот меур. Кај нас ние имаме, ако кажуваме вака, ќе ги степенување, ако правиме и на диагностицирање и на третманот, од 1 до 10, во светски рамки, ние сме некаде 8,5-9. Солидни сме. И со диагностика и со лекување. Зашто? Кога ќе ни се поделат овие, како се викат, површните тумори, тие се една група, каде може да се рецидивираат и да прогресираат, да поминуваат во повисоки степени. И кај нив има имунотерапија, што го спомнавте. Имунотерапијата е БСЖ. БСЖ терапијата е веќе 50 години се употребува и дава добри резултати. Има одредена група што имаат отпорност. Кај нив немаме ние овие лекови. Зашто? Тие се поскапи и како да ви кажувам, не стигнале и немаме стандард ние да ги покриеме. Зашто? Прескапи се. Прескапи, а многу е мала група. Да. Например, јас сум имал пациент што биле на БСЖ отпорни и требаше да се отстрани мочниот меур. И треба втора ова генерација да се дава вимфловин, али кошта околу 15.000 евра. Терапијата. Така, ама и тоа не е дека сигурно дека ќе делува. И за нив има пак што се прави. Што им се предлага и ги имаме патеките. Сега, 25% од ново откриени тумори, ние ги викаме примарни, која доаѓаат прва операција. Тие се инфилтрирани во зидот на мочниот меур, во мускулатурата. Кај нив е проблемот дека лекувањето е со отстранување на мочниот меур. Целосно, не може да се остави дел од мочниот меур? Така, правилото е дека треба целосно да се остане подобри резултати, другите не се овие резултатите за попалба. Што е сега овде? Со отстранување на мочниот меур веќе сме навлегле во физиологија и тоа природата што го дал. Отстрануваме орган. Тој орган бил резервоар на урината. Ние треба сега ова урината да го насочиме. Да ја насочиме. И како тоа се решава? Ние решаваме тоа со некои 3 вида на операции. Може да се врзуваат на кожа, дали преку црево или директно ќе се врзат каналите. Може да направиме друг резервоар од црева, што ќе се поврзе повторно со каналот, надворешниот мочен канал. Едно да не заборавиме, човекот не може да ја замени природата. Овој мочен меур не е исто како природниот. И трето, што да се поврзе со дебелото црево. Со дебелото црево, поврзувањето има доста компликации, ние не го употребуваме на клиника. А со овие сме многу солидни. Каков е квалитетот на животот кај пациентите кои што имаат ваква интервенција? Да, квалитетот е многу задоволителен. Зашто? Пациентот, например, ако е со кеса, да, е нарушен изгледот. Треба, да, и да се празни. И изгледот е Така. нарушен. Второ, има, како се вика, нема да биде влажен. Зашто има толку добри кеси, што ќе го абсорбираат, нема да има проблеми. Дали ќе добра стана, дали ќе имат спиење, да. Они можат, например... На колку часа се празни тоа? Тоа се празни и поредко него со тие што се со нормална бешика. Зашто кесето така обично навикнуваат на позиција, на спиење и немаат проблеми. Има додатни кеси
Например, другите или да се во авион ќе мократ 2 пати, 3 пати, на 2 сати, 3 сати, например долги патишта, он може со една кеса и 12 сати да биде. Има добар квалитет. Така. А тие што се со натрешни мощни меури, што сме ги направиле од црева, кај нив е добар квалитетот, само што треба да се знае дека тие се резервирани за луѓе што се образовани. Зашто има друг начин на живот и треба да разберат дека е направено од црева. Цревата има слуз. Потоа цревото ги абсорбира. Пак ќе впива овие субстанците што се во урината. И затоа тие треба да бидат образовани, да знаат што е калциумот, што е креатининот, и значи, затоа малку поретко се дисциплина и одговорност е потребна. Така, одговорноста. Така. Професоре, ќе ги вклучиме гледачите од овој момент со нивни прашања во програма. Инаку овој проблем е многу почест кај мажите отколку кај жените. 4-1 водат мажи. И зошто? Познато ли е? Не се знае. Значи, полот е ризик фактор, очигледно. Не се знае, порано се очигледно. мислеше дека пушењето, зашто мажите се повеќе овие пушачи, има некоја улога пушењето, има улога во родната дистрибуција, маж и жена. Али пак 4 со 1. 4. А кажете, 4 пати почесто мажите може жените. да добијат ваква болест во споредба со тоа е во генетска причина, што не е откриено се уште. А што е со химикалиите, да речеме хлорот од водата, потоа велат арсенот, па некои хемиски материи од каенините, од облеката што носим. Има ли вистина дека тоа може да доведе до проблем? Арсенот секако влијае. Од хлорот има некои со овие трудови, али базирани, дека делува хлорификацијата. Друго со бои, секако бои. Бојната индустрија, да. Нафтата, производите на нафта делуваат. Инсектицидите делуваат. Затоа овие треба, например, треба да се пазат и да имат заштита кога работат со инсектициди. Друго, сега не ќе да ги плашам жените. Например, делуваат. Кажете. Делуваат и овие боите. За коса? За коса. Ако не се овие заштитени со знакови. Да. Бидејќи ќе доаѓат некогаш во ефтин пазар, да, боја, ама не е докажано дека некои бои имат влијание, имат канцерогено својство. Значи, низа хемиски соединени супстанции може да предизвикаат проблеми, карцином на мочевот. Пушењето. Тоа велате број 1. Број 1 е. 50% се пушачи на примарните тумори. Првиот начин и услов за лекување е прекини со пушењето. Тоа претпоставам и дел од превенција, така? И превенција, да. Чуме причина. Например, нема ние, ќе оперираме, он ќе пуши повторно. А имате такви примери, сигурно? Имаме ние сега. Народот е... Но мора да постои свесност дека мора да се прекинат цигарите, тутунот. Првиот корак е. Така, тоа е првиот чекор. Првиот чекор. Ќе продолжиме со ризиците, само да го слушаме прашањето од гледачот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме по програма, сте, повелете. Добар ден, се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете, кој е вашето прашање? Сакам до докторот. Така? Пред 3 години се опериса под надешиката туморче. Така. Само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката. Добро? Исклучете го тонот на телевизорот. Да. И ти викам... Јас ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот или сосема да го исклучите. Сега момент. Разговорот следете го само преку слушалката за да може, нели, флуентно да ни го посочите вашиот проблем. Така, значи имавте тумор на мочиот мејур кој што бил отстранет, ако добро да разберам. Добро.
Немам тон. Не се слушаме. Ве слушаме вас одлично, само значи ви е отстранет туморот и каков е вашиот проблем? Не слушам доволно. Не е проблем што вие не слушате. Ние вас одлично ве слушаме. Еве уште една можност да го поставите прашањето. Не можеме да стапиме во контакт со гледачот, нека се јави повторно и ќе му биде објаснето од режија на кој начин треба да се вклучи во програма. Дали имаме уште еден гледач? Се исклучил. Добро. Ние продолжуваме понатаму. Зборувавме за ризик факторите, ги наброевме најчестите ризик фактори. Има ли уште нешто што може да направиме за да го намалиме ризикот од појава на карцином на мочиот меур? Има ли нешто што може да се направи во однос на животниот стил? Вака, логично ќе ви објасним некои работи. Цигарите. Од хемикалиите што се канцерогени се лачат преку бубрези доаѓаат до мочниот меур. Бидејќи се изфрла од организмот на таков начин. Бубрезите, да. Сега, тие за да делуваат треба некоја концентрација. Ако пие вода, пациентот. Добра. Пациентот, тоа ќе се разреди. Колку да испиеме вода во текот на денот? Шансите, ако е 3 пати концентрацијата помала, шансите се 3 пати помали. Прва превенција е пиење вода. 2 литра? Тоа е литар и пол урина во ден, на ден. Литар и пол урина. А треба да рачунаме дека 600 мл ќе одат со кожа, 600 мл ќе одат со дишење. Значи повеќе од 2 литра треба да испиеме. Тоа ќе биде 2,5-3. Ама во вода не се подразбира само вода, сите течности. И во јадење имаме вода. Овоше ќе јадеме, има вода. Од прилика литар и пол до 2 литари е препорачено да има дневна урина. Да. Имаме уште еден гледач или сакате да додадете уште нешто пред да го вклучиме? Ајде ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да го прашам докторов. Пред 12 години ми е измадена матката. Во последно време, пред 2-3 месеци, многу често идам по мокрење. Отидов на матичен и ми дадоа за да отидам да направам микробиолошко испитување на мокрача. Све е уредно, само ми најдоа леукоцити околу 75 во мокрачата. Пијам доволно количини вода, околу 3 кила најмалку, и тоа чаеви, супи, вода. И многу често идам на мокрење. Така, колку што ве разбрав, од страната ви е матката, рековте? Од страната е пред 12 години. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Уште едно подпрашање има професорот. Колку годишна сте? 54. 54. Пред 12, 42 години сте имале тогаш. Да. Причината за валење на матка? Тенокзид на матката и мезијот не ми прекинуваше. Крварењата биле. Дали имате неволно истекување на урина при кашлање или нешто друго? При степеници, при смеење? Не. Немате. Добро, благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето, што можете да советувате. Вака сега, што би советувал? Прво, уринокултурата, колку што разбрав, дека била негативна. Уринокултурата. Уште нешто заборавив да прашам дали најверојатно не била зрачена. Не била зрачена. Сега што е кај ова популација на 55 години може да се деси дека влегуваат во менопауза. Бидејќи матката е извадена, јајниците да се оставени. И сега што е? Целата таа регија, перинеална регија, вратот на мочен меур, тригонумот, тоа е еден дел од мочниот меур, се хормонално пак сензитивни на тие женски органи. И кога ќе имаме ова намалување на хормони, имаме истенчување на тој слој. И овие пациенти може да имаат и често мокрење, можат неконтролирано уринирање да имаат, и често пати им се дешава дека и да имаат бактерии, што ќе може да живеат со тие бактерии, да немаат проблеми. Асимптоматски не мора ние да ги лечиме. Сега кај неа, секако ќе треба да се јави на уролог, да ќе се повторат овие испитувања,
барем еден ехо, ултрасонографија, да се процени, да се направи дневник на уринирање. Кај нас многу малку се употребува дневникот. Кога се следи Дневникот. колку тече се внесено од и 7 колку сабајле. е често мокрењето? Не. Не? Од 7 сабајле до следниот ден во 7. Спес ќе се напише на дали во дневникот се пишува на пола сат. Добре. Кога ќе уринира, ќе се напише во 7, во 9. Ќе има мензура. Во сат ќе се измери количината 200, 300, 500 милилитри. Навечер уринирал толку пати. И колку податоци, имаме пуно податоци овде. Што е? Ние прво ќе знаеме колку уринирал. Уринирал 1500, ама за 5 пати. Она вика често. 5 пати не е често. Аха. Ќе знаеме ние прво што ни кажува пациентот. Да, навечер уринирам. Да, има и ноктурија, па и ќе има други работи. Па ќе имаме капацитет. Да, мокрел по 200 мл, по 300. Да, индиректно знаеме дека да, има задоволителен капацитет. Затоа дневник на уринирање Е задолжително да се направи? Треба да се направи викенди во го овие прават? случаи. Не, може и во викенд, не стално да живее со дневник да пишува. Така, јасно. Не, тоа веќе се мешаме во квалитет на живот, тоа е оптеретување. Еднаш е да се направи. Да. И после тоа, ќе треба една лабораторија да видиме причина за често уринирање и гликемија. Ќе треба да се види и шекерот. Така. Потоа, не можеме да најдеме причина. На ехо нема остаточна мокраќа. Дека после уринирање не останува мочка. Пациентката се жали. Ќе направиме цистоскопија. Ако имаме цистоскопија, е уредно. Има тек поминуваме на лекување. Кое е лекувањето? Ќе блокираме рецепторите на надразба, на мочниот меор. Значи и тоа може. Па може. Со лекови? Со лекови. Па ќе се земе одредени лекови, одредено време, ќе го зголемиме капацитетот, 15-20 дена би требало да дојде до смирување. Професор, одлично што дадовте совети за женското здравје во Да. емисија која што е насочена за машкото здравје во месецот новембар. Ви благодарам многу за вашето гостување во денешната емисија. На вистина прекрасни појаснувања ни дадовте за присуството на крв во урината кај мажите секогаш кога е асимптоматско, значи мора да се исклучат малигните заболувања. Најчесто малигно заболување, еве не спомнавме кај мажите, е токму ракот на мочниот меор. Карциномот на простата. Предходи. Да, карциномот на простата. И тој исто така може да даде крв во урината? Може да даде, али во некои по овие напреднати фази. Таму е веќе ова може да биде и лош знак. Така. Да, тоа е закаснето. Ќе ве поканиме повторно да ни бидете гостин во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани професор доктор Скендер Саиди, председател на Македонското здружение по урологија и на уролог во Универзитетската клиника за урологија, беше нашиот гостин во денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание и ви посакувам пријатен ден.